Почитувани, еве сме повторно во живо од студиото на 1ТВ. Во наредните 30 на минути ќе разговараме, ја избрав темата затоа што сметам дека е актуелна, говорот на омраза, кој мислам дека експлодира низ социјалните мрежи. На оваа тема имам навистина компетентни соговорници, експерти, иако овој збор експерт некако изгуби на значење, бидејќи се намножија едно чудо експерти од општа пракса. Гости во студиото на 1ТВ се Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми. Ова нови медиуми, социјални мрежи? Меѓу другото и тоа го опфаќа. И не случајно е специјалист, не експерт. Добро. И колегата Ненад Живановски, долгогодишен и новинар, и кога рекол доктор Живановски, вие имате докторирано на говорот на омраза. Зошто говор на омраза, Ненад? Што те испровоцира, да речам, да докторираш на оваа тема? Тоа беше некаде најпред добар ден до гледачите и пријатно попладне. Значи, инспирацијата за оваа тема беше некаде 2009 година. Јас тогаш бев на постдипломски студии во Бугарија. Меѓутоа, конкретно мојата тема беше говор на омраза во политичкиот дискурс во македонските медиуми кон Бугарија. Значи, мене ми беше целната група да истражам дали постои говор на омраза во нашите медиуми кон Бугарија. И што откривте? Дојдов до заклучок дека, да речам, за голема жалост на нашите пријатели сега во Бугарија, од некои си 650 новинарски продукти кои што во една година ги истражува македонските медиуми, говор на омраза беше идентификуван само во 6 новинарски труда, што значи дека е помалку од 1%, што на некој начин водеше до заклучок дека она теза која се пласираше од бугарска страна дека во македонските медиуми има говор на омраза на некој начин падна. Меѓутоа, паралелно кој друго заклучок до кој што дојдов беше дека наспроти говорот на омраза кој беше маргинално присутен во нашите медиуми, во тој период дека го вршев истражувањето, многу беше присутен еден пежоративен и поценувачки однос на нашите медиуми кон Бугарија и кон тамошната политичка структура. Така. Бојан, кога говориме нови медиуми, ги споменав социјалните мрежи, тоа е мојот впечаток дека социјалните мрежи доведоа до една експлозија на еден говор на омраза. Значи, се креира омраза кон конкретни личности, јавни личности, но и кон цели групи. Во еден период, дали е, нели, сте бугарите, грците, албанците, ЛГБТ популација, значи секој се наоѓа објект, субјект, всушност, кон кој треба да се насочи омраза. И тоа е катадневно. Дали добива загрижувачки размери ова? Затоа што опасностите од секојдневното ширење на говор на омраза може да доведе до несакани последици. Последната констатација е целосно точна и всушност сите работиме и треба да работиме на тоа да говорот на омраза се сведе на еден минимум или целосно се искорени колку што е тоа можно од било кој медиумски простор или било кој јавен простор. Од каде таа омраза наеднаш толку од натре доаѓа? Значи, луѓето не се ништо поразлични онлайн или на социјалните медиуми од она што се во секојдневието. Можеби некој да се почувствува малку послободен, мислејќи дека не е познат идентитетот, но генерално станува збор за нешто што го носиме од натре или не. Користењето на говор на омраза е правило, повторно ќе кажам, за луѓе и да го прават во својата средина и да го практикуваат онлайн. Но, должни сме да споменеме дека говориме за помала популација, значи не секој човек или не секој втор човек или секој трет човек користи говор на омраза. Меѓутоа и 10 луѓе да го прават тоа, треба државата, треба медиумите, треба сите луѓе кои што се чинители во земјата да се погрижат да не биде тоа случај. Да, но вие имате образовани луѓе, професори дури по универзитети, кои користат таков вокабулар. Тоа се луѓе кои едуцираат студенти. Ако ме прашувате лично, јас сметам дека многу повеќе едуцирани или еминентно позиционирани луѓе користат говор на омраза отколку тоа што го прават сите останати, заради тоа што тоа е избор.
Вие не се раѓате со омраза. Тука би ни требал психолог да ни објасни од каде кај овие луѓе не но таква. доволно е и без психолог да знаеме дека никој не се раѓа со говор на омраза. Мора да се работи на менување на свеста. Тоа е најмногу или најклучно, тоа е витално значење заради тоа што санкциите постојат и ден денеска. И ден денеска говорот на омраза, дискриминацијата по законските прописи може да се гони и приватно и од страна на може, но не се гони. За жал нашите искуства се тоа. Но ја не сум за некакви санкции строги, но говорам дека државата нели треба да каже стоп, ова може да доведе до опасни последици. Јас лично сум за санкции, меѓутоа сметам дека санкциите се крајното нешто кое што ќе дава ефект. Многу повеќе ќе даде ефект доколку самите општества интегрираат и ги вклучуваат сите и објаснат дека секој добредојден не треба да се прави дискриминација по ниедна основа. Да, но овде доминира оној пристап дека сите ни се непријатели, сите не мразат. Затоа што не градиме инклузивно општество долг период. Мора да градиме инклузивно општество почнувајќи од дома, во образовниот систем, во вокабуларот на политичарите, на познатите личности кои што масовно влијат, да не ги заборавиме медиумите и така натаму и така натаму. Тоа е процес кој што треба да се води континуирано, кој што треба да се води синхронизирано и треба да се разбере дека се почнува денеска за да ефектите бидат за десетина година. Ненад, ги спомна и политичарите, нели? Говорот на омраза го има и кај политичарите, го има кај одредени јавни личности. Треба ли да се направи разлика што е поопасно? Можат одредени анонимуси да пишуваат од лажни профили, но говорам, пред малку кога се договаравме, правевте разлика што е клевета, навреда, но ако некој во континуитет со месеци и години одредени фаци ги третира дека се предавници, јас мислам тоа кај луѓето со повеќе мускули од разум, може да предизвика да се справи физички со така етикетираните луѓе. Се согласува со вас, меѓутоа јас малку разговорот би го вратил временски поназад. Ние ова време сега кое што го живееме не треба во ниеден момент да заборавиме низ каков период државата и граѓаните помина минатите 9 години. Значи тоа беше моментот кога говорот на омраза на некој начин се индуцира во нашето општество и создаде некакви си поразителни резултати по однос на тоа што представува јавна дебата, па дури ескалираше и во насилие од омраза. Но многумина кога тоа трае во континуитет почна да сваќа дека е тоа нормално. Точно да почна да сваќа дека тоа нормално, меѓутоа мој некаков впечаток е дека сега ние повеќе живееме некаков си aftershock период, како во некој земјотрес кога ќе се случи, па потоа има неколку си помали потреси додека не се стабилизира тлото и мојот оптимизам во смисло дека говорот на омраза постепено не може тој никако сигурно да исчезне, меѓутоа ќе се намалува, го гледам во тоа што зад оние кои што се промотери на говорот на омраза не стои некаква си општествена групација или политичка елита која што поседува реална општествена моќ која ќе може тој говор на омраза да го трансформира и да го манифестира во насилие во омраза. Тоа е квалитативната разлика која што сега ние имаме во нашето општество за разлика од претходниот систем, да речеме, или претходната власт. Значи, ова што сега вие го констатирате како говор на омраза во социјалните медиуми, тоа е присутен. Јас неам увид да го квантифицирам тоа колку е присутно, дали е многу масовно или не, меѓутоа многу е важно што за него не постои некаква си политичка групација која може да го инспирира и која што има реална моќ за тоа да го ефектира во некакво си насилие. Прашавте... Знаете, има оние кои се инспиратори, потикнувачи, и имате мотиватори и извршители, да. И сега таа нишка на некој начин која перфектно функционираше во претходната влада, во претходните 9 години, мислам дека сега тој синџир е прекина. Значи, таа идеална нишка помеѓу идеолог, инспиратор, организатор, мотиватор и извршител, веќе не може да кажеме дека сите тие алки се една со друга споени. Веќе има тука настат некако си прекин и она што е добро за нашето општество и што треба да се случи во иднина, тоа е сите овие сега судски постапки што се водат и во смисло со 27 април и некои си други, треба на некој си начин да се даде до знаење на граѓаните дека во иднина веќе не се исплаќа
повторно да речем, да се направи таква нишка од политичарите до... Да, а што е пострашно? Оние кои насилнички се однесуваа со луѓето, со пратениците, или оние кои со месеци лоцираа предавници и предавнички чинови? Бидејќи да се подсетиме, и војните во бивша Југославија почнуваа преку медиумите и телевизиите, кои упорно креираа непријатели во цели нации. Потоа е многу лесно да ги мобилизирате вие луѓето за тепање крв и војна. Точно, меѓутоа извршителите се, така да речам грубо, суровата сила, која што ако нема кој да ја артикулира, која нема кој да ја управува... Мисли дека патриотски чин прави со тоа. Да, меѓутоа таа своето мислење, ако не е инспирирано некаков си идеолог за себе, тоа своје мислење ќе си го задржи или дома или во кафеана, во друштво која дискутира. Меѓутоа, ако вие за нив имате одредена политичка групација која што има, пак речам, реална општествена мок, таа може тие мускули вие кои што ги спомнавте да ги злоупотреби, да се случат такви случаи како што беше 27 април, како што беше претепувањето на студентите на плоштадот, како што беше демолирањето на општина Центар. Така. Како специјалист Бојан за односи со јавност, дали сметате дека партијата која стимулираше, која пребројуваше предавници, да не ги редам сите епитети, дали тоа е сугестија од некој специјалист за односи со јавност? Не знам како да прокоментирам поинаку. Јас се надевам дека не е, заради тоа што поделбите и делбите, особено во политиката, не носат добро, особено на долг рок. Нити за политичарите, нити за политичките партии, а најмалку за државата и за било кој граѓанин. Поделбите и делбите, за жал, се рефлектираат и се уште се рефлектираат, и во минатото се рефлектирале во нашето општество. Постоеле, за жал, се уште постојат, но се надевам дека ќе може да се стави крај, а тоа е инвестиција, повторно ќе кажам, која што мора да почне сега и денес, кој што ќе го даде првиот свој ефект за 10 години. Ако ги разгледаме одредени општества, например, како канадското општество, како многу други општества на Западот кои што генерираат инклузивност, кои што не ги дискриминираат луѓето, кои што уште од најмали нозе ги едуцираат што е она и каков е оној начин на кој што треба да се постават, делбите и поделбите ќе бидат минато. Она што го гледаме на социјалните медиуми или во медиумите е рефлексија на она што било пропуст или што било добро направено дома. Чии пропуст? Пропуст на институции, наш пропуст на сите нас. Сечи пропуст. И дома, тоа се значи родители, и институции образовни, од градинка, училиште и така натаму до факултет, и медиуми, и специјалисти, значи буквално сечи пропуст. Така, омразата создава, затоа реков, е многу опасна кога ќе ги зафати широките маси народот. Искуствата со фашизмот во Германија да не повторуваме, кога ќе ви станат таргет евреите, ромите, не знам, словените и така натаму, потоа лесно е и да се убива и да се војува и се. Или ќе го земам, постојано го спомнувам, антологиската 1984 година од Орвел. Таму во тоа тоталитарно општество, за да ги држите, да го држите народот, нели, на штрек. Секој ден има, се викаше делот 2 минути омраза, каде вие го пуштате омразениот замислен некој лик, заборавив како се вика, а публиката паѓа во транс. Значи, сепак, колку и да викаме дека малку е, можда и во медиумите присутен, или мнозинството на социјалните мрежи не го негува тоа, како да се сосечат овие работи, да бидат во некои минимални рамки. Мислам, човекот е тоа, ние не можеме да го промениме. Вие говоревте за американскиот принцип и европскиот принцип. Па, сакате накратко да ги објаснам? Па да, значи, двата главни концепти кои што се однесуваат за говорот на омраза се американскиот и европскиот концепт. Американскиот е полиберален концепт кој што се базира на Уставот на Соединетите американски држави, на првиот амандман, во кој што се смета дека говорот на омраза е дел од политичкиот говор во одредена политичка кампања и сосем легитимно може да се употребува. За разлика од него, европскиот концепт е многу порестриктивен
отворен и се базира през на историското искуство што го има Европа со Холокаустот и со Втората светска војна, и во европскиот концепт главно се базира на тоа што слободата на говорот не е неограничена, односно достоинството на човекот е ставено на приоритетна основа. И ова Вие веќе ми рековте дека ви е поприфатив американскиот принцип. Зошто при вакви искуства во Европа со многу војни кои започнувале со ширење на омраза кон одредени народи? Тоа е некако лично мое интимно размислување. Сега навлегуваме некаква си приватна сфера, ме најависти како новинар. Значи, почетокот моето новинарството беше со некаков си идеал, уште во младешки години, да апсолутна слобода во новинарството и во пишувањето. И сега, како доваѓаме во наше општество, од една страна ни се појавува како некаква си пречка говорот на омраза, после тоа ни се наметнува политичката коректност, исто така тука е присутна и клеветата и навредата, и се тоа некакви си рестрикции кои што на авторот кога ќе седне пред компјутер или пред белиот лист му стават некаква си бариера да може слободно да пишува и да ги изрази своите размислувања. Значи ти се обраќам. Да, си против санкционирање? Не, далеко тоа дека сум против санкционирање. Пред моите новинарски убедувања, јас пред се сум легалиста и почитувач на законот и на уставот. Меѓутоа, кога правам разликата помеѓу американскиот и европскиот концепт, мене ми е многу поблизо кај американскиот концепт, бидејќи таму кога станува зборот на таа кованица hate speech, односно говор на омраза, тие секогаш приоритет му дава на првиот збор говор, додека во европскиот концепт секогаш се дава приоритет на омразата. Значи во Европа на некој си начин се оди превентивно, со санкции да се спречи некој да го потреби говорот на омраза. Додека во Соединетите американски држави постои слобода, меѓутоа таа слобода не е апсолутна. Ти имаш право да го користиш и говорот на омраза, меѓутоа ризикуваш ако некакви си последици од тоа настана за тоа да бидеш кривично санкциониран. Значи, уште во статот... Ама зошто треба да настанат последици за да се санкционира? Тоа е пак едно, да речеме, теоретско, академско прашање за кое што можеме да дискутираме, бидејќи сега ние ако зборувам хипотетички, имаме 1000 примери на говор на омраза кои што се присутни во јавниот дискурс, и од нив не настанало ниедно злосторство од омраза или едно, тоа испаѓа дека 999 јавно произнесени ставови треба да биде санкционирани само за тој еден. Меѓутоа, пак зборувам, тоа е, да речеме, во едно скандинавско општество кое што е убаво средено. Мислам, такво нешто не е примедливо кај нас во Македонија, поготово вакви околности после 9 години на претходниот режим што го живеевме. Така што се тоа што јас ви го кажам, повише некакво си мое размислување кој јас би го пренел на некаква си научна конференција или некаков научен труд, а некаква си сугестија во кој правец треба Македонија да го третира говорот на омраза. Бојан, на истиот став си ли? Јас би нешто променил во тоа, значи тоа е она што го говориме. Долги години или децени или векови американското општество работи на инклузивност. Додека самите држави во Европската унија или во Европа се повеќе склонни кон дебатите за идентитетот, за посебноста и така натаму. И затоа и историјата, меѓутоа и ова многу повеќе ја тера, да речеме, Европа да внимава и да превентивно делува, односно превентивни санкции прави. Од друга страна, ако мене ме прашувате, јас сум убеден дека постои една граница за тоа што е слобода на говор, која што е неприкосновено право и длабоко верувам во тоа, и тоа границата е говорот на омраза. Че вие, секој од нас може да зборува и да се изразува и да кажува свој став, се до еден момент додека не почне да користи говор на омраза. И тука настапува проблем, тука настапува санкција и тука настапува одговорност. Пак ќе повторам, пред да стигнеме до санкција, многу е подобро секој индивидуа или секој човек кој што се обраќа независно дали преку традиционалните медиуми, мас медиуми, дали преку социјалните медиуми, можеби го следат 100, 200, 500 илјада луѓе, да знае дека ако користи говор на омраза, ако дискриминира, дека е одговорен и мора да сноси последици. Еве сега се присетив за оној случај пред неколку години во Шведска, мислам беше, кога беа ликвидирани младите социјалдемократи што држеа некаков собир на еден од островите. Во Норвешка беше. Во Норвешка, тој лик предходно по социјалните мрежи ги ширил тие ставови.
Значи, не знам дали ме разбирате зошто говорам може да е опасно. Да, меѓутоа тој Јадрак имаше цел свој манифест напишано на некои си 500-600 страни, да, тоа беше публикувано, значи, така што ниту државата, ниту службите се заинтересирале што може нели еден да, меѓутоа сега не мислам баш некако си најадекватен пример да го земе Бревик со тоа убиство во Норвешка што се случи, ако сакаме да морам анализираме. Морам да идам во крајности за да ја отвориме темата. Не е спорно дека говорот на омраза може и масовни убиства да предизвики, такви примери секако дека има. Меѓутоа поентата ми е дека не секој говор на омраза ефектуира и во насилство од омраза. Така што Не, ти правеше разлика кога си анализирал за Македонскиот институт за медиуми. Добро. Не споменувам ликови. Јасно. Каде што имаме јавна личност која важи за блиска на владеачката партија, која се закануваше со камени плочи на други јавни личности како предавници демек, и друга јавна личност која е критичар на партијата на власт во тоа време, нели, на ВМРО ДПМН, која пак се закануваше не се закануваше, него пишуваше дека е потребен снајпер за премиерот. Да. Иста ли е тежината? Не е иста тежината. Јас за тоа напишав една колумна, зошто бетонската плоча треба да се санкционира, а снајперот не треба да се санкционира во тоа време. И сега истата таа колумна би ја објавил, меѓутоа со обратен наслов. Зошто снајперската пушка треба да се санкционира, а бетонската плоча да не се санкционира. Бидејќи во времето кога Груевски беше премиер, авторот на текстот со бетонската плоча беше близок до таа власт. Значи тоа е поопасно бидејќи власта го штити. Тоа е поопасен бидејќи и го штити како што рековте вие, меѓутоа е дел од една општествена групација која што е на власт и која што има, како што реков на почетокот, општествена реална моќ, да таа метафора со бетонската плоча да може да ефектуира во нешто реално да се случи. Од друга страна, авторот на снајперската пушка во тоа време беше припатник на критичарите на тогашната власт, на опозицијскиот круг, и тоа беше една метафора која беа само, да речеме, зборови на хартија и ништо повеќе од тоа. Сега работите се променети, околностите се сосема други. Авторот на бетонската плоча е една маргинализирана индивидуа во нашето општество. Не постои никаква општествена реална моќ за него која што може да му помогне во стварување на, да речеме, на лудничавите идеи. А за разлика од тоа, авторот на снајперската пушка е веќе сега од другата страна на барикадите, која што на некој начин е етаблираната власт во нашата држава. Така што, кога зборуваме за говорот на омраза, никогаш ние не можеме она што е напишано да го анализираме како еден ентитет независен од општествениот контекст. Многу е битен да се детерминира во каков општествен контекст се дадена една изјава. Тоа е она што претходно ви реков, дошо ми поблизо кон американскиот контекст, бидејќи тоа таму е многу поубаво објаснето. И сега ако ми дозволите уште една минута да објаснам, зошто е последна поента, зошто е добар, да речеме, под наводници говорот на омраза според американците. Бидејќи тамошните теоретичари велат, оној кој размислува и кој го има говорот на омраза, подобро вика јавно да го манифестира, за да може општеството и неговите репресивни елементи да го идентификуваат и да го држат на око на некој си начин и да можат потоа превентивно да делуваат ако сака да го трансформира во насилство од омраза. Многу е полошо кога не знаеш човек што мисли, што носи во главата. И втората теорија е дека говорот на омраза кај човекот е на некој си начин како една парна машина. Внатре има голем притисок и мора некаков си вентил да се појави од каде што тој притисок искочи надвор. И притисокот кај човекот од фрустрацијата која што носи во себе е во говорот со тоа што има можност јавно тоа што го размислува да го каже и фрустрацијата да му помине. Така, како што велат психолозите, оние што идат на надпревари спортски кога викаат цело време. Именно тоа е психолошкиот дел од аспектот на проучување на говорот на омраза. Дали ќе извлечеме искуства и ние како граѓани и новата власт, докаде може да доведат сите тие процеси каде што доаѓа до некаква ерупција на разни на омразата во јавниот дискурс. Вие рековте за инклузивноста, но како? Јас не верувам прво дека уште известно време некоја власт навистина ќе може да расчисти со говорот на омрази, со поларизацијата која што постои. Заради тоа што општеството е длабоко поларизирано, длабоко поделено по сите прашања.
Тоа можеме да го видиме на секои избори, тоа можеме да го видиме пред секој референдум. Јас неколку слушнав луѓе дека еве на Facebook, ако ставите за Европска Македонија, дека сте, ве бришат оние од бојкотирам и обратно. Вели пријател, која ќе видам дека некој има нели рамка на бојкотирам, го бришам. Значи, ние не можеме да разговараме, да полемизираме и да дебатираме. Тоа е она нетолерантност и неинклузивност. Заради тоа што не сме подготвени генерално да го сослушаме другото мислење и да го прифатиме. И тоа е проблем, и тоа политичарите во секое време, не говориме кога било највисок интензитетот, кога најнизок, меѓутоа во секое време тоа се користи, да не речем се злоупотребува за да се остане или дојде на власт. И затоа не сум баш убеден дека ако самите граѓани преку домашните воспитување и образованието не создадат систем за препознавање што е она што е дискриминација, прво што се стереотипи, како се прават предасудите, како доаѓа до дискриминација. Ако сето тоа не навлезе во нашиот систем и ако ние не разбереме како луѓе дека треба да се бориме против тоа, нема да успееме ниту да го препознаеме говорот на омраза. Бидејќи пропуштивме нешто да кажеме. При крај сме, да, повели. Така е, само што пропуштивме да кажеме дека голем број од луѓето кои што користат говор на омраза, кои ги прашате, ќе ви кажат дека тие не сметаат дека прават нешто погрешно. Дури ќе ви кажат дека не користат говор на омраза, дека ви кажуваат факти. И затоа се враќам назад и велам дека промената во свеста, промената и работата со секој индивиду и со секоја група е клучна за да се промени. Сите санкции на светот да постојат. Зошто, вака сакам, да мразиш одредени нации го сметаат за нормално? Еве, можеме да поразговараме и да погледнеме дури на YouTube. Една позната мисла на Хемингвеј, кој што вика поблизок ми е добриот кинес од злобниот шпанец, да речеме. Постои една таква креација? Да, постои, меѓутоа можете на многу места, можете на YouTube, можете во филмови, можете во разговор со луѓе. Кој ќе прашате, ама не, зашто зборуваш така дискриминираш? Ќе ви одговорат, јас не дискриминирам, тоа се факти. За било која етничка група во Македонија, за било која социјална категорија на луѓе. Тие што мразат, мислат дека не мразат всушност, дека голем дел се убедени дека не шират говор на омраза. Тоа е сршта на проблемот кој што постои. А има и уште еден екстрем кој што знаат дека шират на говор на омраза и убедени се дека тоа е исправно, дека тоа е она што, еве, например, последниот пример што беше со пожарите во Грција. Да, многу од нив беа убедени дека тоа што го пишуваат таму на некој си начин е сосема оправдана реакција на тој какво однос Грција кон Македонија имала во изминатите децении. Јас ви благодарам за учеството во 1 ТВ, во отвореното студио. Гледам дека Александар веќе седнат, време е за вестите. Благодарам на поканата.